Што правиме кога ќе ни дојдат ненајавени гости и ние немаме време да купиме намирници? Па, време е да станеме креативни и време е да направиме нешто брзо, нешто лесно, нешто многу вкусно. Денес ќе готвиме коцкаста салата. Убавината на оваа салата, бидејќи сите состојки може да ги најдете веќе во вашиот фрижидер. Што ни е потребно? Што имаме да видиме? Убаво би било да има малце месце, пилешки стек. Било кое суво месното што ќе го најдете во вашиот фрижидер може да го искористите, во нашиот случај ќе користиме печеница. Ако убаво ги испржиме и ги зачиниме шампиньоните, тие ќе бидат многу добар додаток на салатата. Фета сирење. И нели секако, бидејќи ова е салата, користиме и марула. Ќе ставиме малце лепче, нели? И нешто што јас сакам да го ставам на салатите, не е толку стандардно. Ќе искористиме едно јаболко. Прво секогаш нели почнуваме со работите што најдолго се спремаат. Во нашиот случај тоа е стекот, мораме малце да го препржиме. Бидејќи сакаме да имаме коцки, не треба да е нешто многу тенко исечено. Го сечеме на прво долги лентички и тие долги лентички понатака ќе ги направиме коцки. Не треба да има голема количина од нив, бидејќи ги има доста и кога сите тие убаво ќе се измешаат, многу убаво ќе изгледа. Можеме малце да му додадеме и зачин. Измеѓу можеме да го спремиме лебот, како што кажавме, ќе правиме коцкици. Како можеме ова да го зачиниме? Ставаме маслиново масло, ставаме зачин, сушен босилек, многу добро може да дојде на овие крутони. Храната е веќе загрејана на 220 степени. Битно е да ги спремиме и шампиньоните, бидејќи ќе го искористиме истото тавче, каде што ги пржиме стекчињата, бидејќи од зачините и од маслиновото масло и од маснотијата сопствена што ќе ја пуштат, ќе дадат еден посебен шмек на шампиньоните. Доволно се неколку, гледаме да ја погодиме големината на коцките со шампиньоните. И многу слично како што направивме со лепчето, можеме да ги зачиниме и нив. Ќе им ставиме сол, па може малце буковиц. И минатиот пат користавме босилек, сега ќе ставиме малце орегано. Мислам дека стекчињата се готови, можеме да ги тргнеме на страна. И на истата рингла да ги ставиме печерките. Тоа што ни останува, да го сечеме на коцки, го досечкуваме. Печеницата ја сечеме на коцкички. Ни останува сега фетиното сирење, треба да бидеме внимателни за да не ни се распадне при процесот. Доматот, неколку зарези од доматот се доволно, бидејќи користиме крупни коцки. И нели останува уште излупеното јаболко. Јаболкото исто така можеме да го исечеме на коцкички. Останува да ја спремиме салатата. Марулата претходно ќе ја измиеме. Многу повкусно е ако наместо ја сечеме со нож, ја кинеме со раце. Сега, ќе направиме едно специјално сосче, така да земаме од сенфот. Ставаме една лежица сенф. Ставаме јаболко фазет. Ова го мешаме со една лежица, се додека убаво не се соедини смесата. Ја приливаме салатата со сосот од сенф и јаболков оцет. Користиме малце маслиново масло. Ги земате состојките, жрчињата нели ги имаме во тавчето, јаболкото, печеницата, доматот, стекчето, фета сирењето ги ставаме во салатата. Последниот момент на оваа салата е додавање на крутоните, односно печените лепчиња, што ги правевме до сега. Ова се веќе изгладени, можеме од одгора да ги поставиме. И ете, многу лесна салата за ненајавени гости, која се прави за 15 минути со состојки кои ги имате и секој пат ќе биде различна.